Добар ден, почитувани медиуми, добар ден, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Како да кандидат за пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН од Гевгелија, ја секав денешна пресконференција која е всушност реакција на пресконференцијата на кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ од Гевгелија, председател на општинската организација на СДСМ Гевгелија, господинот Сашо Поцков, одржана во четвртокот на ден Велики четврток. Господине Поцков, од една страна, нехристијански на ден Велики четврток да одржувате пресконференција на која изнесовте лаги, навреди и клевети кон носителот на листата од изборната единица 4, господинот Зоран Ставрески, и особено кон мене како кандидат за пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН од Гевгелија. А од друга страна, таквите ваши постапки заради обидот за нарушување на угледот и честа се казнени согласно Законот за граѓанска одговорност за навреди и клевета. Но да одиме со ред. Дали Гевгелија е или не е ВМРО-ски град, не е работа за која треба да се дискутира на пресконференција. Таа работа е за на митинзи и за во партиските штабови. Но тоа повеќе зборува за вашата политичка зрелост, односно незрелост. Околу барањето причини за поразите на СДСМ стана восстановена пракса после секој изборен пораз причините за поразите да се бараат во се, а не кај сега. Меѓутоа, тоа е ваш проблем. За носителот на листата на ВМРО-ДПМН во изборната единица 4, господинот Зоран Ставрески и неговата работа како министер за финансии, јас и вие може да се натегаме до сабајле кој е во право. Меѓутоа, ниту јас, ниту вие сме повеќе меродавни од меѓународните финансиски институции и меѓународните кредитни агенции кои што ги оценуваат работата на владата во областа на финансиите. Извештаите на овие институции се јавно достапни, па би било добро да ги прочитате. Зборувате за некакво селективно делење на субвенции, па господине Поцков ќе се смеат земјоделците кои што се ваши приврзаници, кои, како и сите останати земјоделци, добиваат субвенции или се корисници на фондовите 50-50 за набавка на земјоделска механизација. Селективност немало, ниту пак ќе има, барем додека е оваа гарнитура на власт. Господине Поцков, точно е дека на митикот во Гевгелија спомнав дека вие сте биле носител на високи раководни позиции во агрокомбинатот Винојуг во периодот на транзицијата и спомнав кои активности му беа својствени на тој период на транзицијата. Ако вие себе се најдовте во некои од тие активности, тоа е ваш проблем. Господине Поцков, може би не знаете, а најверојатно така ви одговара да кажете дека јас, Драган Цуклев, немам ни еден ден работно искуство во реалниот сектор. Не, господине Поцков, имам 4 години работно искуство во реалниот сектор, од кои 2 години уште како студент, а последната фирма во која што работев, во реалниот сектор, неколку години беше дел од првите топ 100 извозници од Република Македонија. И за крај, околу вработувањето на мојата сопруга и околу тоа дека јас сум бил член на СДСМ во периодот на транзицијата. Господине Поцков, очајнички се обидувате како кандидат за пратеник од редовите на СДСМ и председател на општинската организација на СДСМ во Гевгелија, после катастрофалниот пораз од првиот круг од председателските избори да нанесете штета на мојата чест и углед, се со цел како кандидат за пратеник да ме дискредитирате. Господине Поцков, мојата сопруга е вработена кога јас не бев ниту пратеник, ниту советник, ниту председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Драган Цуклев не бил, ниту ќе биде член, а најмалку активен член на СДСМ. Овие две работи, господине Поцков, пред да ги кажете на пресконференцијата во четвртокот, требало добро да ги проверете. Ако пак сте знаеле дека онаа што го кажувате е невистина, требало да знаете дека јавно искажаната клевета и навреда е казнива согласно Законот за граѓанска одговорност за навреди и клевети. Затоа ве повикувам до денот на предизборниот молк, 25 април, јавно да ми се извинете. Доколку не го сторите тоа, после пресудата од граѓаните за вас,
и за СДСМ воопшто на 27 април, на вториот круг од претседателските избори и денот на парламентарните избори, јас ќе ви поднесам приватна тужба, па повелете онаа што го кажавте на пресконференцијата, докажете го на суд. И однапред да ви кажам, по оваа пресконференција, доколку се јавите со некој контрапрес, не планирам повеќе да ви одговарам. Останете си во тесниот круг на ваши приврзаници и верувајте си дека за вашите изборни порази се сите други криви, а не вие. Благодарам.